Добре дојавте повторно на каналот кај Bad Teacher Crypto и денеска ќе направиме преглед на пазарот, што можеме да очекуваме во следните недели и месеци кои што ни доаѓаат. Ќе го опфатиме биткоин, а пред тоа ќе обработиме некои интересни новости кои што се случуваат моментално на пазарот, кои што верувам дека ќе ве заинтересираат. Да започнеме со првата слика. Доколку погледнеме тука, можеме да забележиме ова се S&P 500, Money Market Funds и рецесиите кога што се појавиле и моментално Америка од својот глобален GDP држи околу 25% во кеш, тоа се 7,5 трилиони прилика. И тоа е ова сетичка тука. Доколку погледнеме предходно, и ова се најголемите нивоа од пред 2020 година, тука 2008 година и тука 2001 година. И доколку погледнеме, овие датуми ги одбележуваат најголемите падови во последните 20 години и со навлегување во рецесија. Погледнете што прави S&P 500, имаме огромен пад, повторно огромен пад, рецесија, кешна страна и тука во 2020 година. Сега, доколку погледнеме за следниот период, може да имаме две сценарија тука, од кои што едното е пад на S&P 500 и полека додавање на овој капитал во пазарот, или пак да имаме продолжување на S&P 500 нагоре и повторно да имаме голем капитал кој што ќе влезе во овој индекс и кој што ќе биде многу поголем, кој што ќе биде на можеби на нивото од 1920 година, но верувам дека поголеми се шансите да се случи ова сценарио, да ја спушта цената повторно, да акумулираат и подоцна да продолжиме нагоре со огромното принтање кое што би требало да се случи. А во меѓувреме ја имаме оваа шема, имаме Bearish Adam и Eva Pattern, ќе можеме да видиме дека можеби имаме и дистрибуција веќе, каде што цената би завршила под ова ниво тука и можеби да го пробие следното ниво. Ќе покажеме после и на чартот што всушност имаме некои интересни поврзаности со midterm elections во Америка, кој што верувам дека ќе биде интересно да се следат и тие, доколку ова е всушност она што го правиме, веројатно ова ќе биде ABC корекција и C брановите често предизвикуваат огромна нервоза, бидејќи се исто така долготрајни и завршуваат под неочекувани нивоа, но тоа ќе погледнеме што всушност ќе се случува понатаму. Доколку продолжиме, моментално на краток временски период би можеле да имаме некое покачување нагоре за биткоин, но ќе видиме што всушност ќе биде, можеби до некои 116-17 илјади и подоцна тоа да заврши вака. А секако тука се и каматните стапки на Фед, каде што ќе ги имаме за еден ден. Големи се шанси дека ќе добиеме повторно намалување на каматните стапки, така да се повеќе и повеќе се приближуваме до она повторно принтање на парите. И сега да ги погледнеме овие години, ќе се вклучиме на чартот на биткоин, ќе го земе на месечно ниво тука и ова е Bitstamp, еден од најдолгите чартови на биткоин. Доколку го вратиме назад, ќе погледнеме како имаме тука 2014 година, 4 ноември. Погледнете.
ова е bear маркетот за биткоин кој што се случил во 2014 година. Го имаме на 4 ноември овој midterm elections, како што ги нарекуваат тие. И погледнете, имаме подоцна 2 месеци, имаме повторно паѓање и негативна цена за биткоин. Доколку продолжиме натаму, ќе забележиме следната година. 2018 година, тоа е 6 ноември. И погледнете само, 2018 година, повторно bear маркет за биткоин. Исти кога стигнуваме до ноември, имаме повторно 2 негативни месеци. Веројатно ова е периодот на акумулација. И доколку продолжиме во најновата историја сега, во 2022 година, 8 ноември повторно, ево, ноември имаме повторно еден месец пад, а следниот бил огромно покачување на цената. Така да влегуваме во годината каде што треба да се одржат овие midterm elections и нешто што може да биде случај, а тоа е ABC корекција, која што доколку би завршила сега и измериме, доколку ова е врвот и измериме од тука, може да заврши до 43.000, доколку измериме тоа во проценти, тоа се околу 66% од прилика. Тоа едното сценарио, доколку пак ги ставиме овие вредности каде што затвориле, ова би било некое друго сценарио, околу 60.000, но тоа сега за сега не е ни битно. Битно е да имаме представа каде води сето ова. И доколку погледнеме сега на макрочартот, каде што стои ова 67,25%, можеме, доколку ги следиме овие падови и одиме по оваа шема, би требало да добиеме околу 67,25% корекција, доколку ова ги овде ставиме на точните вредности, ќе добиеме на сината линија, ќе добиеме околу 66,29%, што всушност би го и очекувале. Секако ова може да биде внатрешна ABC корекција која што ќе трае долго, каде што бранот C може да се издолжи вака и да заврши тука на 40.000, и тоа може би било во ноември или во ноември, декември, јануар, тој период тука, веројатно би го добиле ова сценарио, но мора да оставиме да видиме што ќе се случи, бидејќи пазарот е непредвидлив и не може да знаете толку однапред што всушност ќе се случи. Но погледнете го само MACD, имаме негативен MACD, сината линија ја сече портокалова, тоа значи дека имаме бериш импликации тука и очекуваме цената да продолжи да паѓа. И уште еден интересен чарт би го земал за пример тука Google. Само да го најдеме Google. Погледнете. Доколку ова го направиме и земеме сега овој пример од чартот, можеби е ова она што се случува во биткоин моментално.
И доколку го поставиме сега тука, ќе ги избришеме овие линии. Погледнете ова. Каква корелација само може да потреба во временски период, секако и ова би можело да биде изводливо сценарио, или ова, или пак малку продолжено сценарио, каде што би добиле повторно, така наречено, пумпање на цената тука, за да ја добиеме таа повторно ABC корекција ќе излезе, за да го изгубиме тоа време тука и повторно да се придвижиме нагоре. Верувам дека каматните стапки до тогаш би биле можеби блиску до нула и да имаме огромно движење на биткоин нагоре, кое што подоцна ќе резултира со поголем пат и можеби стагнација, но за тоа ќе видиме подоцна. Сега за сега го гледаме овој чарт и ги споредуваме, изгледаат многу слично, доколку ова е планот всушност, или пак да се одолжи малку, не можеме да знаеме, но секогаш треба да имаме повеќе сценарија за подоцна да не бидеме изненадени од тоа што ќе се случи на пазарот. Така да, тоа е тоа од мене за денеска. Вие слободно коментирате на видеата, лајкнете ги и споделете ги со своите пријатели. Така да, бидете поздравени, се гледаме во следното видео. Поздрави, чао, чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? I'd all they said, but I'm losing my mind. Diamond hands, they told me to find. But now I'm staring at a graph on fire. Dreaming of gold, but stuck in the mire. I met a guru, he said buy the dip. And now I'm broke, eating ramen and chips. I tried to sell, but the fees were steep. Crypto's a roller coaster I can't keep. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with